Подружницата Осокова на Македонски шуми и годинове им создава главоболки на граѓаните, бидејќи ги снабдува со сурово огромно дрво речиси пред самиот старт на грејната сезона. За да стигне да ги испорача договорените количини, вработените во подружницата неофицијално велат дека деновиве се сечат дрва покрај патишта и каде што е планирана и непланирана сеча. Со заратнетата достава на огревот се соочуваат дел од вработените во основното училиште Малина Попиванова, средното општинско училиште Гоше Викентиев и собранието, на кој треба да им бидат испорачани од 250 до 300 метри просторни. Тоа што е симптоматично во целата ситуација е што договорите за рокот на испорака синдикалните лидери ги потпишале до 30 септември, за разлика од претходните години кога се потпишуваа заклучно со крајот на август. И при тоа речиси половината од договорените количини во трите институции се испорачувани во последниот месец. Нелогичноста на ваквата испорака е што ќе прават купувачите со сурови дрва добиени на крајот на септември, кога истите не се употребливи за оваа грејна сезона. Засебно прашање е што ваквите дрва при согорувањето сериозно го загадуваат воздухот во градот, поради што кочани во зимски услови редовно е при врвот на најзагадени градови во државата. Дека проблемот не е наивен ни случаен, зборуваат обвинувањата на поедини вработени во подружницата дека постојат индиции за сомнително работење со и околу дрвната маса на Осоговските планини, дека одредена фирма била привилегирана без тендер да го врши транспортот и да остварува разлики во цена. Токму поради таквиот скриен профит се форсирала продажба на купувачи надвор од општината по повисоки цени за сметка на купувачите во локалните институции на кои дрвата им се носат во крајните рокови. Ако ваквите сомневања се реални, тогаш само со 4000 метри просторни огромно дрво може да се свртат 40.000 евра екстра пари. Сето тоа во услови кога просторниот метар огромно дрво од шумски пат на приватна фирма и се продава по цена од 2930 денари.